Денеска сме овде во Божиот дом, браќа и сестри, и верувам дека сме благодарни што Господ ни подарил живот и здравје, да и ова сабота бидеме заедно. Библијата е книга која постојано не инспирира на нови размислувања, на настани кои се запишани, можеби пред повеќе стотици години, но сепак денеска би сакал да размислуваме за една личност која ни е добро позната, а тоа е Валам. И насловот на нашето размислување гласи Валамовата грешка. Кој е таа грешка или грешки кои ги направил Валам, а толку се силни, толку се јаки што допираат и до нас денеска? Ако сакаме подобро да го запознаеме Валам, може да читате во Библијата, во 4-та книга Мојсеева, 22, 23, 24, 25 и 31 поглавје или глава, каде што е опишан животот на овој интересен човек. На прв поглед, може би, ни изгледа приказната за пророкот Валам едноставна, може би беззначајна. Човек кој направил нешто, а по што ви е познат Валам? На што ви асоцира веднаш? На магарицата, така. Во 4-та книга Мојсееве, од 22 до 25 глава, како што спомнав, може некој ќе каже, нема никакво значење историјата на Валам за нас денес христијаните. Меѓутоа, кога го читаме Новиот Завет, кога ги читаме Евангелијата, ќе видиме дека тие Евангелија или писателите на Новиот Завет го спомнуваат Валам во 3 одвоени текста. И затоа е многу важно да ја знаеме пораката или грешката која направил Валам, да не ја повторуваме ние денеска во нашиот живот. И секогаш кога овие писатели на Новиот Завет го спомнуваат Валам, го спомнуваат во контекст на предупредување, како напомена на предупредување. Јасно е дека Валамовата животна приказна содржи големи поуки за нас денеска, браќа и сестри. Не само за нас, туку за сите христијани во сите векови. На прв поглед, кога читате за Валам, тоа е многу интересна личност. Личност која збунува. Валам е комбинација на надприродни духовни дарови. И затоа подосна ќе видиме ние дека бил повикан од еден цар да проколне еден друг народ. Меѓутоа, Валам не само што имал надприродни духовни дарови, тој бил и корумпиран човек. Зборот корумпиран ви е познат. Имал корумпиран карактер. Нажалост денеска вакви луѓе се повеќе гледаме на оваа тло, на оваа земја, каде што ние живееме еден поред друг. Значи, комбинација на духовни дарови, кои ги имат некои денеска, и со тие дарови тие се гордеат, но од друга страна луѓе кои се корумпирани. Зашто? За пари. Приказата за Валам почнува кога израелците после 40 години на патување се доближиле скоро до ветената земја, до хананската земја, само што не се префрлиле преку граница. И тука се појавил еден човек, еден цар или крал по име Валак. Тој бил крал на Моавските земји или на Моавската земја. Таа територија едноставно се граничела со логорот на израелците. И тој слушал многу страшни вести за израелците и така се уплашил за својата држава. Очигледно тој ги сметал израелците како закана на своето царство. Иако тие со рака на срце ништо не му сториле. Нити вода барале, ниту пат да поминат, едноставно ништо не му барале. Меѓутоа царот се уплашил и затоа направил стратегија како да се оттараси од нив, односно како да ги некој проколне. Валак имал чувство дека не е во состојба сам со својата војска, кој имал повеќе војска од израелците, да се спротистави во борба. И затоа одлучил да користи духовно оружје против нив, против израелците. Едноставно, тој ги пратил своите пратеници, полни со товари на дарови, да отидат кај еден човек по име Валам, да го повикат и тој да ги спречи со клетва. Тој да ги проколне така да си нема проблем во својата држава. Интересно, овој човек по име Валам требало да дојде и да фрли клетва на Израел. Овој пророк, Валак така го сметал како гатар, како они кои гатат, кои враќат.
od ta gleda точка той го гледал Валам. Човек кој може да им фрли клетви. Денеска има разни луѓе кои одат кај некои вражачи да направат магија на некоја дотична особа. И тие му велат, ако платиш толку, ќе ти направам. Да се некој брака растори, да некоја врска меѓу дечко и девојка да се растори или нешто слично, така да и денеска има такви гатари. Интересно, Валак го гледал Валам со такви очи, да го повика, да го намами, да го привлече со даровите и да ја оствари својата цел. Кој бил Валам, браќа и сестри? Валам бил човек кој потекнувал од местото Петора, од Месопотамија. Дали знаете дека Валам не бил чисто крвен израелец? Тој не бил израелец. Сепак тој имал директни сознанија за вистинскиот Бог и верувал во Бога. Валам имал вера во Господа. И кога Валак го замолил да дојде и да го проколне Израел, тој како одговорил? Ајде да отвориме 4 книга Мојсеева, или овде во овој превод на Библијата, тоа е Броеви, 22 глава, 18 стих. Еве што пишува овде, Мојсе ги запиша овие зборови. 4 книга Мојсеева, 22, 18. Но Валам им одговори на слугите од Валака, вака. Да ми даде Валак својата куќа, полна со сребро и злато, не би можел да ги престапам Божите заповеди на Господа мојот Бог, за да направам нешто било големо, било мало. Интересно, дали приметувате какви имиња спомнува Валам за Господ? Го спомнува Господ. Во оригиналот, тој го спомнува оригиналното име на Бога, а тоа е Јахве или Јехова. Значи, тој вели, не можем јас да направам така, да го навредам мојот Јехова или мојот Јахве. И потоа спомнува уште едно име, а тоа е мојот Бог. Кој вели за Бога мојот Бог? Оној кој верува, така? Значи, Валам верувал во Бога, во небесниот Бог. И затоа тој со такви зборови им кажува, не доаѓа во обзир. Колку сакате да ми дадете сребро или злато, и цела куќа полна со злато или сребро, јас тоа нема да го направам. Интересно, Валам, браќа и сестри, го знаел Господ и го познавал. И кога пристигнале по втор пат слугите на Валака, еве Валам што прави. 22 глава, сега се враќаме назад, 12 стих. Но Бог му рече на Валама, не оди со нив. Неколку пати Бог му вели, не, немој тоа да го правиш. Не проколнувај го овој народ, зашто е благословен. Валак, како одговор сега на Валамовото одбивање на неговите подароци, испраќа уште поголема група на пратеници. Уште поголеми товари на злато, сребро и на големи подароци. И сега, како Бог да се предомислува, како Бог да ја менува својата првобитна одлука, што вели сега? 22 глава, 20 стих. Во ноќта Бог дојде при Валама и му рече, ако тие луѓе дојдо да те повикаат, стани, тргни со нив. Дали Бог се менува, браќи и сестри? Дали Бог се менува во своите одлуки? Пред малку читавме, Бог вели не оди, да ти дадат кој зна колку сребро и злато, не, зашто тој народ е благословен од моја страна и не смеш да го проколнуваш. А сега му вели, стани, тргни со нив. Но сепак, Господ му дава една запирка, едно предупредување. Но да правиш само тоа што ќе ти речам јас. Очигледно, Бог не попуштил, него знаејќи ја тврдоглавоста на Валама, дека тој секако ќе отиде, му вели оди, но под моја контрола да бидеш. Јас ќе зборувам место тебе. Интересно, сега немаме други записи, дали слугите на Валака дошле поеднаш 5 пати или 6 пати, тоа не е запишено, да го повикуваат Валама повторно, но очигледно тој решил да замине. Решил да отиде на територија, како Ева што отишла на територија околу дрвото, кај што било забрането да оди, зашто сатаната таму имал право единствено да ја куша. Валак свесно одлучил
Но на тој пат Бог повторно ќе му даде една пречка во ликот на магарето. Бог му дозволил на непослушниот Валам да замине. 22:35 читаме и тој текст. Еве што вели во 35 стих. Но Господовиот ангел му одговори на Валама: Оди со луѓето, но зборувај само оно што јас ќе ти кажам. Така Валам отиде со Валаковите пратеници. И замислите сега, ајде малце да замислуваме во нашата мечта. Валам доаѓа со таа свита на пратеници, а Валак му приготвува, му приредува банкет, свеченост, како да доаѓа председател, крал на некоја соседна држава. А доаѓа еден обичен Валам, кој имал дар на пророкување, кој имал дар нешто да каже. Замислете со какви почести бил почестен Валам. Едноставно бил на прва позиција поставен и тоа му годело. Тој тргнал кај Валака да фрли проклетство на кого? На Божиот народ. Меѓутоа, секој пат кога тој покушавал да фрли проклетство, тој излегувало наопак, односно излегувало да благословува наместо да прави проклетство. Интересно, Валам, ако ја студирате неговата животна сторија, изрекува 4 пророштва. Прекрасни пророштва за Божиот народ. Секогаш кога сакал да проколни, Бог ги вртел работите во смисол, во позитивен смисол за израелците. Бог, браќи и сестри, го спречил Валама да каже проклетство на Израел. Поради тоа, Валам нешто друго предложува. Ајде читаме што предложил. 31 глава, сега малце оди во лукавство да го заобиколи Божиот народ, но сепак со мамец, со замка да бидат фатени израелците во грев. 31 глава, читаме 16 ред. Слушате што сега смислил Валам. 31 глава, 16 стих. А токму жените, по Валамовото наговарање, ги заведоа Израелевите синови да истапат против Господа во Фегоровиот случај. Така дојде сега. Значи, рековме, Валак е незнабожец. Тој не е Божи човек, не е тоа Божи народ, Моавсијат. Иако во родословието ќе видиме од каде потекнува Моав. Се сеќавате? Да, од Лота, од неговите керки. Меѓутоа сега тие ја фателе другата линија на движење, не оделе кон Господа. Сега ги намамуват момчињата израелци. И вели вака: затоа така дојде помор во Господовото општество. Знаете колку овде загинале луѓе? Навистина, браќи и сестри, ѓаволот успел до некаде да преку советот на Валама да се направи нешто што ќе предизвика помор во Божиот народ. Интересно, 24.000 израелци загинале од Божјата осуда. 4 книга Мојсеева, 25 глава, од 1 до 9. Ајде да читаме уште една слика. И му рече Господна. Може да читате сега до 9 стих, но заради времето јас ќе ги прескокнам, но еве го крајниот резултат. Тука, значи, ако читате, ќе видите дека се случил помор. Израелите неа ни слабините, така натаму, убиства, големи убиства. Читайте овде, ќе видите какви убиства се случиле во Божиот народ, зашто се споеле со оние другите. Во ова, браќи и сестри, може да кажеме дека Валам покажал една недоследност како човек, нестабилна личност. Први ветил, добро Боже, што ќе ми кажеш, што ќе го кажувам, сега ја извртил работата. Значи, ги намамил израелците да паднат во грех. И навистина,
може да кажеме дека Божиот народ овде потпаднал под влијанието на самиот Валам. 31 глава и да читаме и 8 стих, да ја видиме сега крајната сторија, крајниот дел, крајната епизода на животот на Валама. Како загина Валам? Како умрел Валам? Во 31 глава ќе видиме дека Валам ќе загине на полето на непријателот, на бојното поле и ќе биде убиен како и останатите моавски кралеви или цареви. 31 глава, 8 стих од 4-та книга Мојсеева. Еве што пише овде во 31 глава, 18 стих. 8, пардон. Еве го текстот. Меѓу другите ги погубија и мадијанските цареви, Еви, Реком, Сур, Ур и Рева. 5 мадијански цареви. Со меч го погубија и Валама, Веоровиот син. Каде загинал? Каде умрел овој човек? Кој се представил дека Божи пророк, дека го признава Бога за Јехова, за свој господар. Тој, браќи и сестри, бил лаком за пари и загинал на бојното поле. Оде сега се поставено огромно прашање, како пелисте пламена. Каков е тој мотив што го предизвикало Валама да направи таков чекор? Мотив, колку бил силен и убедлив, кој го предизвикало Валама да се однесува директно во спротивност со Божјото откровение, кое јасно го добил од Бога и по цена на своето лично уништување. Еве, два писатели од Новиот Завет ќе ни дадат одговор, место јас да тумачам. Одиме во 2 Петрова, 2 глава, 15 стих. Еве да слушнеме што Петар ќе каже за дотичната особа, која се вика Валам. Значи, читаме 2 Петрова, 2 глава, 15 стих. Го оставија вистинскиот пат и заблудија, и сега слушайте што пишува. Тргна по патот на Валама, синот Восоров, кој посака неправедна, што? Плата. Тоа што не го заслужувал, тој сакал да го добие, бил лаком и паднал, се лизнал на лакомството и го губи животот на страна на непријателот. Тоа е едниот одговор. Одиме во Јуда, тука сме близу, свртете само неколку страници. Јуда, послание, 1 глава, 11 стих. Еве што е апостол Јуда. Тешко ним, зашто тргна 3 лица, овде ќе споменеме сега. По патот на Каина, за печалба падна во Валамовата заблуда и загина во коревата буна. По што ви познат Каин? По идолопоклонство, односно сакал да се спаси со своите дела. По што ви е познат Корей и таа буна? Колку луѓе загинале? И лјадници луѓе загинале. И сега Валам е ставен како спона помеѓу Каина и Кореја. Тоа е средината. Јуда вели, внимавајте, немојте да одите по патот на Валама. Каин си направил тешко ним, вели, зашто тргна по Каиновиот пат и за печалба падна во Валамовата заблуда и загина во Коревата побуна. Одговорот е јасен, браќи и сестри. Валам пробал. Односно, не одолел на тој искушение кога му понудиле многу пари. Неговата многу голема љубов кон парите го водела во деструкција. Тоа била причината зашто тој бил подготвен да помине преку сите тие Божји откровенија, преку сите чудесни дарови духовни што ги имал. Сега подолу ќе зборам малце за духовните дарови и плодовите. Дали тоа исто? Не е исто. Овој човек имал Божи многу духовни дарови, но тој ги злоупотребил не на прослава на Бога, туку за својата лакомост, алчност и паднал на бојното поле. Тоа било причината, браќи и сестри, што тој ги злоупотребил духовните дарови. Тоа може и за мене да се однесува и за тебе и за сите нас. Ако Бог ни дал духовни дарови да пееш, да свириш, да организираш, било што да правиш, но ако не ги канализираш кон Бога, ако ги канализираш работите кон себе си,
тоа може да представува опасно тло, лизгав терен, кај што можеме лесно да паднеме. Едноставно, тој бил поласкан со големите дарови, првиот пат, вториот пат што ги добил од Валака. Љубовта кон парите е тесно поврзана со желба за популарност. Кога човек има пари, тој сака да биде популарен, да дојде на првите страници на дневните листови. Тој сака да поседува власт, а сето тоа е побуди, тоа се зли побуди за да отидеме на земјиште, на оној терен кој се вика алчност. Ајде, во времето кое уште пред нас, да споменеме 3 многу важни лекции, во пракса да ги примениме за нас денеска. Првата лекција е, всушност, лекција која ни вели дека Бог го благословил еврејскиот народ. Никој не смел да гиба во народот Божи. Што пише таму во Стариот Завет? Кој гиба во вас, во што како да гиба? Во зеницата на моето око. Ајде гибнете во своето око. Ставите некоја прашинка или нешто. Дали тоа боли? Или чувствително? Бог вели, кој ќе гибне во Божиот народ, тешко на него. Валам тоа го знае. Валам нема право да проколнува. Иако често пати израелците падни стани правеле, покажувале неверност, но Бог никогаш не ја поништил својата верност кон нив. Тој понатаму вели, како доенче ги држам, како мало дете ги води. Едноставно Бог ги сакал. И сега се појавува Валам, кој сака да проколни. Таа иницијатива не била од Бога. Бог има суверено право да каже доста е. Ние не смеме да осудуваме за било таков грех. Тоа само Бог може да го каже. Валам не смел да изрече клетва против Божиот народ. Во 4 книга Мојсеева, во 24 глава, еве да читаме 9 стих, да видиме што тука кажува самиот Валам. Кажува едно пророштво, многу интересно. Тоа се броеви, рековме во овој превод на Библијата, или 4 книга Мојсеева, 24:9. Послушајте каков благослов искажува Валам. Вториот дел ќе читаме од 9 стих. Благословен да е кој те благословува тебе. Проклет да е кој те проколнува. Видите како несвесно пророштво и благослов кажа самиот Валам. Благословен да е кој те благословува тебе, а проклет да е кој те проколнува. Овде Валам се ја одредил својата судбина, браќи и сестри, на својот крај. Односно, тој, не само тој, и ние понекогаш. Наистина, овде Бог вели, они кои го благословуваат ќе бидат благословени, а они кои проколнуваат ќе бидат проклети. Тоа е првата поука. Не смеме ние никого да осудуваме. Не смел Валам, а посебно кон Божиот народ кој бил заштитен од Бога. Иако рековме често пати паѓале, покажувале грб кон Бога, непослушност, недоверба и Бог плачел. Бог жалел зашто тоа го правили израелците, но сепак тие биле негов народ. Требале да го носат знамето на вистината. Второ, еден од најсилните и најуспешните оружја на ѓаволот против нас е љубовта кон парите. Браќи и сестри, како се ближиме кон крајот, сатаната ќе знае и знае дека тоа ќе биде голем тест за секого од нас. Всушност, тоа била вистина од почетокот на човештвото. Службата за Бога, која прати со силни надприродни знаци, например, ако јас имам моќ да исцелувам, замислете каква е таа сила и предност. Но тоа е средство кај што можам да направам многу пари. И гледате, денеска се појават разни исцелители и луѓе кога одат, тие немат ценовник. И како вел, колку ќе дадеш? Колку ќе дадеш? Меѓутоа, на грбот на тие безпомошни луѓе, на оние кои се фаќаат за сламка кога се болни и слушнале таму за некој дека може да лечи, тие прават луѓе пари. На грбот на луѓето кои се во немаштина, односно немаштина на своето здравје. И затоа, слушайте што запишал Павле во второто послание до Коринтјаните, 2 глава, 17 стих. Еве Павле како предупредување им давал на верниците во Корин, а тоа се однесува и за нас
денеска. Втора глава, стихот е 17. Зашто ние не го изопачуваме Божето Слово, 2.17, да. Зашто ние не го изопачуваме Божето Слово, како што мнозина го прават тоа, туку зборуваме искрено како од Бога пред Бога во Христа. Стихот не ми одговара, но стихот во оригиналот треба да биде, зашто вели ние не тргуваме со Божиот збор како многумина, него искрено зборуваме за Христа. Павле сакал да им каже на верниците во Корин, ако имат вистината, не сме да продават, не сме да заработуват на основа на Бога, зашто ја имат вистината. Тие треба да бидат канали, мостови, да може таа вистина да продре до другите луѓе. Значи, не е поентата ние да заработиме затоа што го познаваме Бога, ја познаваме вистината, и ако мене ме повикат негде да одржам ја предавање, па да наплатам. Зашто јас сега имам диплома, јас сега имам ДР или МР и можам како теолог да предавам, да зборам. Секако има трошоци, треба тие трошоци да се надополнат, но овде Павле сака да каже да не тргуваме со Божјата реч, да не пазариме со Божјиот збор. Да видиме начисто, браќи и сестри, парите сами по себе не се зло. Јас денеска не сакам да зборам дека ако некој има пари е грешни. Не. Дај Боже сите ни да бидеме напредни и во тој правец. Едноставно, тие кои се богати може да бидат и добри луѓе и секако се добри. По природа, значи, парите се потполно неутрални. Средство, но од нас зависи како ги користиме, како ги трошиме во нашиот секојдневен живот. Меѓутоа, кога ќе почнеме да ги сакаме парите и тие да се преокупација во нашиот ум, тогаш сатаната успева да не фати во својата замка. Да прочитаме во посланието до Тит, прво Тимотева, 6 глава, и да видиме што тој изборува до својот млад соработник и какви совети му дава апостол Павле. Значи, читаме во Тимотева 6 глава, 9 и 10 стих, еви го текстот. А они кои сакат да се богатат, паѓаат во искушение, во стапица и во многу неразумни штетни желби, што ги туркаат луѓето во пропаст и погибел, зашто сребролюбието е корен на секакви зла. Некои му се предадоа, се отстранија од верата и се прободија себе си со многу болки. Гледате каква слика, какви зборови користи апостол Павле. Значи, ако тоа биде преокупација, вели тешки болки си ставија на себе. Во мојата служба често сум гледал верници кои доаѓале во црква, се обратиле. Може немале толку колку што имале, но Бог ги благослови и тие тргнале и материјално напред. Зашто тоа стои во Библијата и ако сме верни, Бог тоа ќе ни го даде. Меѓутоа, кога гледам сега назад за некои седмици, за некои луѓе воопшто во тие 34 години на многу цркви кај што сум работел, некои сега не се горе на нивото, паднати се долу. Зошто? Кога имале животот и мислите ги насочиле повеќе кон материјалните, а не кон Бога, како што е овде Павле. И се искупиле, си нанеле тешки ударци на себе, така пише овде. Се отстранија од верата и се прободија себе си со многу болки. Еке, сестри, во мојот ум гледам верници кои подлегнале на љубовта кон парите. Луѓе кои си забиле остар отровен нож во сопственото тело. Секако тоа го направил и самиот Валам. Кога легнал со прободено тело од сопствениот нож. И трета порака, што сакам да ја споделам, а тоа е, мора да направиме разлика помеѓу духовните дарови и духовните плодови. Даровите представуваат способност, а плодовите го представуваат карактерот. Значи, ако јас имам дарови, тоа треба да се прокнижи преку мојот карактер.
да напредувам во мојот живот. Даровите доаѓаат во многу краток временски период, моментално, а плодовите колку време треба? Малку или повеќе? Повеќе време треба. Тоа е процес на развој во текот на животот. Повеќе години се потребни да мојот карактер се промени. Зашто ние, Павле вели, сум зачнат во грешна природа, сакам да правам добро, но не наоѓам сила. Тоа е процес. Кога добиваш дарови, то моментално ги добиваш. Но плодовите доаѓаат. Па едно дрво да роди плод, колку треба месеци? Па пола година на некој, повеќе. Значи, треба време да тој плод расцвете, односно да дојде плод, па да се зачне, па да се развие, па да созре. И тоаш ги береме плодовите од нашите обоштарници. Примањето на духовните дарови ја зголемува нашата одговорност. Кога сме примили дарови од Бога, ние сме примили одговорност, браќи и сестри. Нашето влијание може да биде негативно или позитивно на другите. Тоа носи со себе и искушение да се видат нашите успеси во христијанскиот живот. И сега кога се видат моите дарови, добро свирам, добро пеам, добро организирам, ако не ги контролирам преку моите духовни дарови, односно плодови, тоа што може да произведе кај мене гордост, да произведе нешто негативно што може да ме скрене од вистинскиот, од Божиот пат. Валам, браќи и сестри, имал јасна визија. Визија за блажениот крај на секој христијанин кој ќе го доживее, секој праведник, и во својата молитва е на крајот што кажал пред да загине на бојното поле. Дава едно прекрасни зборови. Тоа е негова визија како да умре како човек праведник. И еве да читаме 4 книга Мојсеева, 23 глава, стихот е 10. Послушајте какви убави зборови употребил овој Божи човек. Човек кој се представил дека има комуникација со Бога. 23 глава, рековме 10 стих во 4 книга Мојсеева. Еве го текстот. Вториот дел. О, да се надевам дека ќе умрам со смртта на праведник и мојот свршиток да биде како нивниот. Дали се исполнило тоа во животот на Валам? Не. О, да умрам со смрт на праведник. Дали умрел Валам како праведник? И сепак Валам, ова молитва не му била услишена. Знаете, има молитви кои не се услишуваат од Бога. Бог одговара, знаете, на 3 начини. Со да, не и никогаш. Ова молитва на Валам, на жалост, не била услишена. Тој од дното на своето срце го моли Бога и вели: о, да умрам како праведник. Со смрт на праведник и мојот свршиток да биде како нивниот. Сепак, ова молитва на Валам не била услишена. Тој загинал од Божјата пресуда, која била искажена на мадијанците, зашто нивните пари го довеле Валама во искушение да се отворено против Бога. И затоа, браќи и сестри, нека Господ ни помогне да никој од нас не ја доживе судбината на Валама. Но сосема на крај за денеска да видиме како Исус во еден свој говор индиректно го спомнува Валама. И затоа овие зборови Исус денес ги упатува до тебе и до мене. Во Матеј 7 глава завршуваме со овие неколку текстови. Овде во 7 глава ќе видиме во кој контекст го става индиректно Валама во својата проповед Исус Христос додека бил на ова земја. 7 глава ја читаме, односно 21 до 23 стих. Еве ги текстовите. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот Татко, кој во небесата. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господе, Господе, не пророкувавме ли во Твое име? Валам пророкувал? Да. Дури го спомнува оригиналното Јехова, име на Бога. Господ мој, Бог мој. Исус вели: не вреди тоа. И да бидеш исцелител, и да имаш 100 дарови,
Ako karakter od njega usuglasiš u to što Bog ti go dao, ne vredi ništa. I zato Isus veli ovdje, ne onoj koji mi veli Gospode, Gospode, prorokuvahme vo Tvoje ime, ne izgonivahme li besovi vo Tvoje ime, ne pravihme li mnogo čuda vo Tvoje ime. I 23. stih kulminira. Тогаш јас ќе им изјавам, никогаш јас не сум ве познавал. Одете се од мене, вие кои правите беззаконие. Интересно, некој кој име на Бога прави чуда, а Бога нарекува беззаконието. Некој алчен за нешто спротивно на Божјата волја. Исус ќе му каже, жал ми е, не те познава. Едноставно кажено, не постои никаква замена, браќи и сестри, за послушноста кон Бога. Единствено послушноста може на тебе и на мене, на сите нас, да ни осигура место во Божето небесно царство. Нека му е вечна благодарност на Господа за ова сторија, за ова приказна на Валама, да се подучиме од неговиот живот.